Европската Унија по непостигнувањето договор за формирање влада меѓу ВМРО ДПМН како победничка партија на последните избори и ДУИ, објави дека сега очекува председателот Ѓорѓе Иванов да изврши итна консултација со политичките сили во земјата и да определи лидер за формирање на што е можно поширока влада, јавува дописникот на МИА од Брисел. Ова денеска на пресконференција во Европската комисија го соопшти портпаролката на неформалната влада на Европската Унија Маја Коцијанчич, која во име на официјален Брисел уште еднаш предупреди дека земјата нема време за губење. Ние забележавме дека се уште не е постигнат договор за формирање нова влада и затоа ги повикуваме сите политички актери во земјата, вклучително и председателот, да делуваат на смирен и конструктивен начин со целосна одговорност за решавање на сегашната состојба. Знаете дека земјата нема време за губење и во овој поглед очекуваме председателот, според уставот, да изврши итна отворена консултација со политичките сили во земјата и брзо да определи лидер за формирање на влада која ќе може да најде заедничко тло за формирање на стабилна, солидна и одговорна коалиција, истакна Коцијанчич. Гласноговорничката на Европската комисија појасни уште еднаш кои се очекувањата на Европската Унија во однос на тоа како тие би сакале да изгледа новата македонска влада. Како што кажавме претходно, таква коалиција треба да биде што е можно поширока и да се потпира на силен, инклузивен реформски консензус и меѓуетничка соработка. А како што добро знаете, ние очекуваме од идната влада и од сите политички сили во земјата да продолжат со имплементирање на договорот од Пржино и решавање на итните реформски приоритети, бидејќи сето ова е витално за понатамошен прогрес на земјата на патот кон европските интеграции. И ова е нешто на што сите политички партии се обврзаа. Истото го очекуваат и граѓаните, додаде Маја Коцијанчич.